Накратко ќе дадам еден осврт на процесот кој што започна некаде февруари 2024, со првиот состанок што го одржавме тука во АЕК со представници на Ван Македонија телекомуникации. Потоа официјално целата постапка започна со поднесување на писмото за заинтересираност за користење на определени радиофреквенцијски опседи, тоа се 700 МГц, 1800 МГц и 3,6 МГц радиофреквенции. Покрај Ван Македонија телекомуникации се пријавија и други заинтересирани компании, една за истите радиофреквенцијски опседи и втора за други радиофреквенцијски опседи кои што не беа предмет на самата намера. На таа тендерска постапка, која што изработи, можам да кажам, прецизна и јасна тендерска документација, во која беа наведени сите услови и барања што треба заинтересираната страна да ги обезбеди. Комисијата за спроведување на тендерската постапка ги разгледа сите документи што беа поднесени како што се бараше согласно тендерската документација и констатираше дека сите ги исполнуваат бараните услови и поднесе соодветен извештај до директорот. Како што е согласно законот, директорот донесе одлука за завршување на постапката. Дојдовме на 12 јануари финално директорот да донесе одлука за избор на единствениот квалификуван понудувач во процесот. Тоа е Ван Македонија телекомуникации. Македонија во висина од 8.020.003 евра, со што Ван Македонија телекомуникации ги стекна сите услови да ги добие трите одобренија за радиофреквенции за кои конкурираше. Морам да кажам дека оваа инвестиција носи придобивки за сите, буквално за сите во оваа држава, вклучително и за Ван Македонија телекомуникации кои што ќе можат да прават бизнис на целата територија на државата. 5G non-standalone мрежи не го поддржуваат. Морам да кажам дека ова ќе не брои во врвот во Европа, во првите 5 или 6 држави кои што ќе имаат ваква мрежа, најнова технологија. Колку што сум информиран, такви имаат Шведска, Франција и Грција, и во најава се Романија, Естонија и Унгарија, но ние сигурно ќе бидеме први во Западниот Балкан и 5 или 6 во Европа. Два оператора VP1 и ги наследија сите радиофреквенции во тоа време, така што 2/3 од расположливиот спектар беше во нивно користење и беше затворен пазарот заедно со Македонски телеком и беше затворен пазарот за можноста за влез на нов оператор. Користејќи ја можноста што ја дава Законот за електронски комуникации, стручните екипи во АЕК направија пресметка на ефикасноста и ефективноста на користење на радиофреквенциите во опсидите 900 МГц и 1800 МГц и во 2017 година, кога поднесува барање за продолжување на одобрение, тие едноставно не се продолжија и ги оставивме да има простор за развој на конкуренција. Еден од најбитните денови на пазарот за електронски комуникации и сега ќе ги подпишеме лиценците, ќе ги доделиме на мрежи, посакувам успешна работа, конкуренција, тоа што ни фалеше во последниве неколку години, од 2016 ако се лажам, и да биде добро за цела држава, за граѓаните и за секторот. Господин Пал Заранди да го прими одобрението за радиофреквенции од директорот на АЕК. Congratulations. Може да само да е честно, ти да си да посвети се имало. Ова е много. И го повикам го. I would like to, since
Schenk, the Agency for Electronic Communications, for conducting a transparent, structured process. This moment sends a clear signal that North Macedonia is committed to fair competition, long-term investment, and the development of a trusted digital infrastructure. Dame и господа, денешниот And a long-term commitment. It reflects our confidence in this country, in its institutions, and in its role within the wider European and regional digital landscape. за нас добивањето на ова We have a strong and trustworthy presence in the region, particularly through our operations in Albania and Montenegro. Entering North Macedonia is the next logical piece in that puzzle. It completes a regional framework that allows us to think beyond individual markets and towards integrated cross-border digital ecosystems. Западен Балкан представува нај It's central to how we approach long-term value creation in this part of Europe. постојат јасни и опипливи синергии, бидејќи нашето присуство во регионот ја улеснува имплементацијата на инфраструктурното планирање и оперативната координација. Kind of company culture from the very beginning, responsive, challenger-minded, and genuinely pro-consumer. Туди што We need to switch from the preparatory phase. We already developed a version of the preparation with strategic partners and allies in many fronts. But now we are to start really accelerating the network. So we are actually building our own network. So we will be fully autonomous. Don't depend on the other operators. This takes time. There are different technical elements of this network. So the next steps are going to be about that on the network front, so building the network, and at the same time start hiring experts who help us on the commercial front, who really deeply understand in market research what are the points in which this particular market resonates, so we need to stretch that. The two incumbent operators must allow us to use their network temporarily. So we will use this possibility from the start. As I mentioned, the idea is to launch the network first in our own network in Skopje, but gradually we want to expand and also it's important for our business plan to get out of this national roaming because it's not cheap for us. So it's more economical at some point to have other networks everywhere. It's logical because we have been using Ericsson in Albania. So it's an important synergy point because basically conceptually it's kind of the extension of the Albania network here. Also we are using the Albanian colleagues, so the Albanian engineering colleagues who are used to work with Ericsson, they are the ones actually preparing